Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Белосаљевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш, прва во оваа работна недела, работна недела која што е последна пред вториот круг од локалните избори, на кои дефинитивно ќе дознаеме кој ќе ги застапува граѓаните во наредните 4 години на локално ниво, тамо каде што не се избрани се уште градоначалници. Повеќе или помалку е јасно за советите, повеќе е јасно кај оние што ја завршија работата во првиот круг. ВМРО има огромна предност, се разбира, ке речев, не се разбира, но тоа е фактичка состојба, но остануваат доста општини во кои што треба да се одреди победникот. Некои од нив, сите се важни, меѓутоа некои од нив ќе се согласите заради големината и имаат подоминантна улога, би рекол. Ќе разговараме вечер на повеќе теми со оглед на фактот дека мојот гостин доаѓа од Скопје, од Карпош, малку повеќе ќе се ангажираме на овој простор. Му велам добра вечер на пратеникот во Собранието, господин Антони Јаревски. Добро вечер, добро ве најдов и благодарам на поканата. Веста која што денеска одекна се разбира беше приведувањето на две лица од раководството на Паркови и Зеленила. Комунална хигиена, се извинувам, да, се извинувам. Едниот е директорот, другиот е раководно лице. Приведувањето дојде во момент кога градот, да не се лажеме, се дави во смет. Се прават надчовечки напори од оние на кои што не им е работа. Ова е многу важно, на кои што тоа не им е работа, да спасат што може да се спаси, додека овие лица се покажува дека можеби ќе произлезе дури и намерно оставале да се затрупува сметот во градот и да зличиме целиот град на депонија. Да, убаво покажавте и потенциравте. Имаме една алармантна состојба во која што морам вака да изразам огромна благодарност и до кандидатот иден градоначалник Орце Ѓоргиевски, сите општински градоначалници, Сотир Лукровски исто беше вклучен во акцијата. Благодарност и до повеќе екипи и градоначалниците од натрешата на Македонија, кој што излегува во пресрет и да се справиме со оваа ситуација. Бевме приморани да бараме помош и да бараме начини како оваа ситуација се надмине. Испратија малте не веќе секој ден, тоа стана редовно оваа недела, испраќаат и механизација и људство, помагаме и ние со нешто што можеме да помогнеме во однос на организација, барем колку толку се нормализира состојбата до недела. Јас верувам и уверен сум дека заложбите на следните градоначалници на Скопје и на градоначалникот Орце Ѓоргиевски ќе бидат во насока на брза нормализација на состојбите, на ставање на здрави нозе на сите јавни предпријатија, веќе да не се лажеме, не е само комунална хигиена во ваква состојба, и дека за кратко време она што е нормално ќе имаме едно нормализирано секојдневие, а до тогаш ќе ги дадеме сите наши напори, сите можни опции, сите можни алтернативи со цел да се помогне колку толку да се ублажи оваа состојба, бидејќи навистина стоиме на рап од една катастрофална состојба која што може да предизвика уште повеќе негативни последици. Така да од тој аспект се разбира дека ќе поздравиме акцијата, бидејќи притисокот и од граѓаните и негодувањето со право, апсолутно. И ние кога излагаме сега се соочуваме со истото, веќе не станува збор за менталитетот на граѓаните, тука едноставно нема кај да го одложат сметот, тие импровизации, тоа се повлекува уште серија на други работи кои што се сведоци. Тука треба да бидеме внимателни и час поскоро за нормализирање на ситуацијата. Ова акција во насока е за поздравување од уште еден аспект, бидејќи конечно треба се испрати една силна и јасна и недвосмислена порака дека раководењето со институциите или со јавните предпријатија, односно неодговорното раководење со истите, се ќе биде казнето или ќе биде преминето или нема да биде веќе воопшто толерирано, и како еден чекор за понатамошни чекори што ќе дојдат до конкретна одговорност, верувам дека ќе представуваат една силна и недвосмислена порака и до следните раководители на истите институции. Апсолутно, одговорноста ќе биде клучна, на тоа сите се надеваме и го очекуваме со право. Градоначалничката Даниела Арсовска буквално брои денови, тоа се уште неколку дена до завршување на мандатот. Јас мислам дека ќе молесни на сите, па и на неа. Ова го кажувам без иронија, навистина влеговме во една таква фаза кога најголем дел граѓаните викаат добро, само да заврши ова. Интересен момент е таа во својот мандат 4 годишен смени десетици директори.
за се и се што, за неспособно, за неадекватно работење, промаѓаше разни причини, меѓутоа токму овој директор кој што беше задолжен за комуналната хигиена не беше сменен, напротив беше оставен како да работи добро. Иако гледаме што се случува. За ова не треба докази, знаете, излегувате надвор и гледате. Не е само за тоа е за се. Затоа излегуваме пред граѓаните со постулати, со програма, затоа имаме 4 години мандат и затоа после 4 години даваме отчет на сработеното. За жал, оваа состојба не сме повторно се повтори, тоа е прво. Второ, затоа и се потроши толку многу внимание и енергија при изготвувањето на програмите, како за програмата со која што настапуваме за градот Скопје, така и за програмите во општините во градот Скопје, имајќи предвид со што ќе се соочиме. Значи, состојбата и финансиска и оперативна не е на завидно ниво, веќе станува се полоша. Тоа е прво со кое што ќе треба следните градоначалници да се соочат. Нормализирање на јавните предпријатија во најкусможен рок, како од финансов аспект, така и од оперативен, повторно ќе кажам, бидејќи опремата е лоша, незавидна состојба, не работат машините, автобусите ги нема, работниците се демотивирани и така натаму. Тоа се нормализира, па тек потоа да се отпочнат оние чекори за развој на градот и на општините, што значи реализација на самата програма. За тоа нема време, затоа ќе треба да се работи деноноќно, посветено, координирано, што е многу важно, и она што мене ме радува е синергијата што постои меѓу сите градоначалници од градот Скопје и идниот градоначалник Орце Ѓоргиевски во насока на токму на овие поенти на брза нормализација на состојбите во градот и правење услови за негов понатамошен развој. Се разбира, во таа насока имаме и среќа што и владата имаше огромно разбирање за состојбите и потребите на локалната самоуправа генерално, да не ги повторувам заложбите првиот и вториот повик од унгарскиот кредит и работите кои што треба да постават едно подобро развојно секојдневие за нашите граѓани. Така да верувам дека во едни координирани активности кај што ќе бидат вклучени централната извршната и локалната власт, ние не само што ќе можеме овој срам со кој што се соочуваме кога ќе излеземе на улица сега да го гледаме од ѓубрето, сообраќајниот метеж и сличните ингеренции од градот, што се дури сум уверен дека веќе наредната година доколку имаме можност повторно да гласуваме, ќе имаме можност да сведочиме на серија на проекти кои што по надминување за состојбата веќе се во длабока фаза или веќе реализирани. Господавте зборот срам и јас мислам дека тој точно ја отсликува актуелната ситуација, срам. Значи не може град во 21 век, главен град на европска држава, да наликува на некоја Могадишу, да ми извинат сомалиците, не може. Но сакам да преминеме на една друга тема, можеби пократко, чисто ме интересира. Вие сте во собранието. Имате можност да разговарате, се разбира, со сите ваши колеги, вклучително и со тие од СДСМ. Па ме интересира, го делат ли овие пратеници ентузијазмот што го има лидерот на партијата Венко Филипчи, неговите заменици, кои што вели не е лошо, нови избори излеговме дури пристојно, одиме напред. Да не се повторуваме сега, да пуштаме видеа како сето тоа изгледа, чудно е. Меѓутоа ме интересира дали тие луѓе кои што се сепак блиски до раководството според номинацијата, навистина и вака приватно се уверени дека навистина оди добро во таа партија? Па ќе видиме, собранието ќе ги има првите седници веќе од следната недела, мислам, по завршувањето на изборите. Ќе биде убаво да се разменат мислењата, без оглед дали во формалниот или неформалниот дел, и да видиме што значи тој нивни оптимизам, ако можеме да го кажеме, имајќи предвид дека се на работ на згасување без таква поддршка од граѓаните. Од друга страна, она што треба да се истакне дека проекциите и заложбите на владата и на централната власт предводена од ВМРО ДПМН беа силно поддржани од страна на граѓаните, како на ниво на Македонија, како на ниво на градот Скопје, така и на ниво на Карпош. Тоа е еден силен импулс да се продолжи во истата насока, да се вложат дополнителни напори, да се направи проект плюс, со цел истата доверба да се оправда и понатаму. Едноставно, ние, нашиот концепт, нашите размислувања се покажа дека се поддржани од страна на граѓаните, повторно, а за разлика од дивните кои што без оглед како ќе ги карактеризирате немаат поддршка од граѓаните. Ова дипломација кажавте прилично фино, вака, меѓутоа фактите зборуваат дека ВМРО ДПМН има во овој момент апсолутна доминација, огромна предност на локалните избори, апсолутна доминација во собранието, значи на централно и на локално ниво, и имаме една ситуација во која што за жал се уште втората партија опозицијска или втората најголема партија, така се ме навикнати да ја нарекуваме, едноставно
имам впечаток дека го губи компасот. Читав некои аналитичари денеска велат дека се разбира не е прашање за вас, можеби ова е констатација дека има таму една таква страшна егоцентричност и едно состојба на неспособност да се увиди реалноста. Во ВМРО ДПМН чинам дека тоа го немало. И кога била криза, и кога биле проблеми, и кога се наоѓала партијата во навистина критични моменти, тука зборувам и за критични моменти од типот блокирани сметки, блокирано седиште и што се за притисоци, и тогаш постоел еден момент на релативна близкост до реалност. Овдека веќе разговараме до нешто друго. Бидејќи она што ни укажано и кој што се движиме, во кој што се трудиме го очуваме, во текот на сиве овие години е да се биде принципелен и конзистентен. И тоа ностоп го кажуваме, особено во современо време, кажаниот збор пред 10 или 15 години е исто како да ја кажам вчера, ќе ве потсетат, ако не медиумите, ќе ве потсетат граѓаните. Затоа е многу важно оние заложби за кои што се залагаме да бидеме конзистентни во истите и да бараме начини и форми како истите да ги реализираме со тек на време. Вие рековте апсолутна доминација, јас тоа го гледам како апсолутна одговорност. Тоа е можност што ни ја дале граѓаните и ако има некои недоследности или, например, разлика во комуникација меѓу различните нивоа на власт, сега веќе оправдување нема. Наша е комплетна одговорноста, ние мораме се соочиме со предизвикот и да најдеме соодветни решенија како прво да понудиме подобри, побрзи и поефикасни услуги за граѓаните на сите нивоа. Второ, како да направиме чекори за подобрување на нивното секојдневие и трето, како да направиме компоненти за развој и за следните генерации да се обезбедиме. Така да мислам дека нашиот фокус е натаму насочен, како да ги реализираме овие работи неколку што ги посочивме. Ние бараме можност, добивме можност, имаме сега обврска која што треба да исполниме и верувам дека веќе во текот на оваа година ќе имаме показатели и резултати за кои што може сите граѓани се гордеат. Да, ќе следиме, ќе видиме, па ќе ве повикаме на соочување и тогаш. Карпош и Скопје, се извинувам, па и Центар. Во Скопје работата од нула се почнува во вториот круг, несомнено, меѓутоа во првиот круг Орци Георгиевски води речиси 3:1 во однос на Амир Мециновиќ. Тоа е предност толку драматична која што навистина тешко е да се очекува да биде стигната и мислам дека тука веќе е јасно што е што, освен чудо некој ако не се случи невидено. Во Карпош, општината каде што и вие доаѓате е сепак по неизвестно. Господинот Цоци Луковски, кандидатот на ВМРО ДПМН води, односно победи во првиот круг, но немаше доволно за веднаш да стане градоначалник. Негов против кандидат се разбира Стефчи Јакимовски, човек кој што веќе 4 мандати има истерано во оваа општина и човек кој што на еден сосема поинаков начин ми се чини и ја тера политиката на општината, меѓутоа и воопшто настапува пред јавноста. Господин Точо Луковски, јас што успеав да го запознаа во последниот период е прилично да не ми замери некоја блага личност која што разговара и размислува за конкретните проекти со кои што ќе треба да се соочи. Неговиот против кандидат опонент е прилично радикален во пристапот, тој настапува на јури што се вели борбено и очекува дека тоа ќе му донесе можност повторно да победи. Меѓутоа, вака според вас каква е во моментов на што на јуриш? Имаше 4 мандати на јуриш да ги среди работите. Јас мислам дека 16 години се доволно да направите нешто. Еме последните 4 години ќе земеме. Имаше 4 години со апсолутен јуриш да реши проблеми, да реши тоа што го ветил. Од тоа реализација малтене немаме ништо. Тоа е првата работа. Втората работа. Убаво рековте. Кандидатот на ВМРО ДПМН и коалицијата е еден искрен, чесен, посветен човек со вредности и човек кој што сака да остави нешто позади себе. Да остави реализирана програма, реализирани проекти, нешто позади себе со кое што не само тој, не само неговото семејство, сите ние ќе можеме да се гордееме. Така да, од тој аспект, доколку бидеме комплементарни на преходното, она што го кажавме во однос на принципелноста и конзистентноста, воопшто нема да биде неизвестно во Карпош. Ние во првиот круг имавме апсолутна победа во Советот, 11 советници,
што е практично доколку ги соберете сите три политички структури со кои што се соочуваме заедно, не го прават бројот на советници на ВМРО ДПМН, и дополнително ги имаме трите независни од независните за Карпаш, кои што не се политичка структура. Заедно со знам имате еден, ние значи имаме 12. Од тој аспект, значи имаме силна една порака од граѓаните дека се потребни промени во раководењето на Карпаш. Тоа е првиот момент. Вториот момент што сакам да го истакнам, што ми е многу важен, да се обратам и до моите сограѓани и до сите генерално. Доколку во првиот круг имаше простор да разговараме за некои ситни разлики, финеси во пристапот, начини на реализација на определени проекти и така натаму, во вториот круг веќе имаме друга основа. Во вториот круг веќе разговараме за она што ни е заедничко. А имавме ние заедничко со апсолутното огромно мнозинство во своето, барем оние декларативно што укажува заеднички теми во однос на подобрување на состојбите кои што се представувани од актуелната локална власт. Или вака да бидам попластичен. Од една страна имате едно картелско здружување од актуелниот, односно градоначалникот за заменување, СДСМ, и некои високи репрезенти на градежните инвеститори со сумнителен капитал. Интересна комбинација на зборови. А од друга страна имаме една коалиција која што сака да има ред во урбанистичкиот хаос и промена на оваа матрица, и таму имаме простор за сите. Доколку навистина верува во она што се залага и другите. Точно, граѓаните ни ја дадоа кај нас најголемата доверба, ние имаме повеќе од 10.000 гласа што е освоено, што е навистина импозантно, барем оние што го следат Карпаш наназад, но ние сакаме ова да биде референдумско изјаснување. Ова се извори во кои што треба да дефинираме патеката во која што ќе се движи Карпаш понатаму. И сакаме тука да имаме целосна поддршка од граѓаните. Значи не е само да се не се сложувам дека неизвестно, известна е победата на Сотир Лукровски и ВМРО ДПМН во вториот круг, но ни треба со силна и недвосмислена поддршка од сите. Со цел токму заради она што го кажавме, ние побараме само можност да превземеме обврската, да превземеме одговорноста, прво да се соочиме со оние проблеми што се наследени, а не се малку, можеме да продискутираме и за нив. Второ, да и сега граѓаните имаат овој преку постулатите и програмата дека може да бидат уверени дека се препознаени, дека имаме начини за решавање на истите, и дека трето, дека во тој процес на решавање и правењето на подобро утре за сите граѓани на Карпаш има простор да се приклучат сите оние што му мислат добро на Карпаш. Така да многу е јасна состојбата, и доколку некој навистина сметаше дека и бетонизацијата, урбаниот хаос и сите работи што произлегува како она лошо и неодговорно работење на општината, што бе и причина да се појават некои личности на некои листи и некои личности во некои судови, практично доколку навистина бе искрени сите, не само нашата коалиција, тогаш има простор заедно сега на најконкретен начин во недела да се изјаснат и да ставиме крај на истото. И тука кога велам ова да се стави крај на истото, велам седењето дома воопшто не е опција, воопшто не е одлука, бидејќи со седењето дома вие помагате на овој картел да индиректно да има надеж дека ќе обстои да се судри. Иако јас сум уверен во една силна, чиста и недвосмислена победа во недела на опцијата која што има навистина решение, има навистина посветеност и желба да се соочи со предизвикот и за не 4, во првите 2 години веќе да имаме една огромна реализација на проекти, почнувајќи од урбанизмот, за кој што го спомнавме, завршувајќи со културата и спортот. Добро. Морал, бидејќи го спомнав начинот на кој што функционира господин Јакимовски и пред медиумите, тој постојано излегува со разни видеа, со разни пораки, се разбира, има право на тоа, и кога го слушате, имате впечаток дека јас не сум од Карпаш, па ќе речам не сум адекватен, можеби иако Карпаш е на неколку километри од мене, па и одам таму често, ќе добиете впечаток дека Карпаш во овој момент е нешто како Беверли Хилс, нешто како најдобрата општина што постои сега, да не знам, Пета авенија тамо каде ли е во Њујорк. Значи се е средено, се е како што треба, сите училишта имаат апсолутно исполнето сите стандарди за учениците, сите градинки имаат исполнето сите стандарди, сите улици се наместени како што треба, паркови, дворови, сето што ја обликува една општина и во културна, и во спортска, и во каква сакате смисла, се е наред. Тие што така тврди доколку има такви, тогаш дека му дадат поддршката. Но распоредот на силите во Советот од првиот круг
расположението на граѓаните, настапите што ги имавме во кампањата за локалните избори, што бевме сведоци на сите, Што не беше покажува само тие? тоа, покажува дека не се случува со истото. Ние имаме сериозен проблем со бетонизацијата, со прекумерна градба, имаме тотален урбанистички хаос на многу места, кој што ради урбанистичкото планирање што е лошо поставено, произведува серија на други проблеми. Пред се ќе го направиме паркингот, ќе наведеме оптовареност на другата подземна или надземна инфраструктура, не испланирана градба во однос на сместувачките капацитети, што се во градинките, во образовните, недоволно содржини, како што спомнавме и за спортот и за културата и така натаму. Така да не е воопшто така розова сликата и не е воопшто добра состојбата која што ќе треба да се сочиме. Затоа и ние настапиме со десетина постулати од кои што произлезе целата програма, кај што треба да се стави прво ред, да се средат состојбите, се надминат колку што е можно повеќе проблемите, бидејќи пазете. Вие ако имате некоја одлука која што ќе се покаже штетна, се коригира. Без оглед дали со активност на властите, како што бевме случајот со комунална хигиена или со промена на некое човечко решение и така натаму. Овде станува збор за чекори и за одлуки кои што носат трајни штети. Вие не можете она што е нагрдано веќе, вие така лесно да го страните. Особено згради, вие не можете да јурнете, тоа е проблем. Апсолутно. И не е само таа зграда која ќе се постави, доаѓаат граѓани кои што исто така имаат потреби. Апсолутно. Каде што го обременуваат просторот, ниту они самите имаат услови, ниту пак за постоечките жители кои што го прават. А пари се платени веќе. Затоа го кажеме дека првиот постулат што ќе ни биде поставен е крај на бетонизацијата. Како ќе го решиме? Веднаш директно се случиме со предизвикот и да понудиме решение со формирање на ново јавно претпријатие што ќе го носи името Карпош план, кој што практично ќе има обврска уште во првата година дена да ги надмени овие состојби со урбанистичките планови. Практично да се преработат истите, да се тргнат сите бетонски чудовишта и да се направи некоја основа со која што постоечките жители ќе имаат можност како да прават. Иначе, вие имате состојби некои измислици што само Македонија ги има, како што беше например паркирање надвор од градежна парцела. Не знам дали знаете тоа. Не. На минута само да не одземаме многу време од емисијата. Вели вака, ќе направиме овдека објект зграда А2 за колективно домување од X станови, што треба да предизвика, например, табелка 3 просек е по стан, X паркинг места. Добро. Сега зградава како што направиле, тука треба да има, например, за тој број на станови 150 паркинг места, има 30. Добро. И он вели, ја ќе му дадам градежна дозвола, а кај ќе паркираат тие? Тие ќе паркираат на оваа маркица овде, што ќе биде катна гаража. И што се случува со тек на годините? Ние се изнагледавме вакви објекти кои што никнаа со зградите со потреба од X паркинг места, ама не ги видовме катната гаража аврија, така? Така. И тоа ви прави хаос. Тоа веќе ве притиска. Тоа ви прави проблеми и во однос на децата. Но ова е сериозна манипулација, ако е така, ако вие земете обврска да изградите, а не ја направите, тоа е веќе сега законски тоа веќе не можете да се прекина, но вие имате во постапка дуповите што се отпочнати наназад од 15 години што вакви определби се уште се застапени. Разбирате? Или за потребниот процент за зеленило што треба да го има секој објект. Вие ако имате постапка на детален урбанистички план почнат од негово време наназад, каде што е предвидено или не е предвидено зелено земје, иако законот сега ви вели дека мора да има 25% зеленило, тој се уште тера постапка со добој. И затоа беше војната во Советот преходно. И затоа се гордееме на нашите советници што не попуштија, што успеа да ги срушат програмите за урбанистичко планирање. Иако постојано во својот Кекиловски зборуваше дека намерно го блокирате со желба да му уништите не знам што се не. Ништо ние не сме обструирале, ја го кажав тоа. Тие се работите. Вие ако се соочите со ситуација каде што гледате дека општината и градоначалникот упорно спротивно на законот форсираат постапка за буџет, не само еден, дури и следниот се противзаконски, како да го поддржите истото? Како воопшто да разговараме? Вие практично ќе бидете дел од соучесник во целата работа. Знаете, Драган, малку се и во законодавството ако видите, малку се закони биеќе така велат, нели, правниците толкуваат и така натаму. Малку се закони кои што имаат мериторни одредби во истиот. Што значи тоа? Тоа е фикс. Или го почитуваш рокот, или го почитуваш одредбата, или не ја почитуваш. Ако верувате вие во постапките на буџетот, последните 2 буџети на општината, дека се прекршени барем 10 мериторни обврски, ако имате состојба каде што ви искача првиот човек на општината во јавност, со изјава и ви вели, сега како ќе го направите ова, па ќе ни пројде, ако ни прогледат низ прси. Збориме за периодот на претходната власт кога беше со истиот овој градоначалник во заменување. И понатаму се
се правите како ништо да не се случило. Или станува збор за програма со која што имате јасен прекид, правен дисконтинуитет и упорно се форсираат дупови и упорно се носат истина. Така да јасна е одредбата нивна, нашиот приоритет не е тој, нашиот приоритет е јавниот интерес. Имаме јасни определби, мислам дека се јасно запознали граѓаните на Карпош кој за што се залага и мислам дека ќе има еден јасен и громогласен одговор на овие лажни обвинувања или лажни импровизации, малверзации или манипулации вербални вие што ги велите од граѓаните на Карпош кон постечките состојби. Вчера премиерот Христијан Мицкоски откри нешто, искрено да бидам во кулуарите се зборува за тоа долго време, меѓутоа има посебна тежина кога тој ќе каже премиерот отворено, јавно пред граѓани, значи без никакви задкулисни пораки, туку директно околу случувањата од 2021 година, кога своевремено ВМРО-ДПМН го поддржа Стефче Јакимовски, тогаш бевте се уште во партнерски односи, зборуваше за начинот на кој што господинот Јакимовски барал да добие поддршка по секоја цена, беше спомнато и клекнување на земја за јамова. Нели, веројатно биле тие па знаат што точно се случувало. Меѓутоа, она што фрапираше е вториот дел од приказната, откако победил господинот Стефче Јакимовски, дошол кај премиерот или на средба како и да, и му рекол, тогаш беше лидер на опозицијата Христијан Мицкоски, еве ги урбанистичките планови, бирај кој сакаш за тебе, и ние да почнеме да работиме, на што добил одговор, ама ние сме против бетонизација, против овие работи. За да добие одговор од господинот Јакимовски, јас морам од нешто да живеам, да земам пари. И ова морам да кажам дека е, јас не верувам дека премиерот ќе си дозволи да измисли ваква приказна, иако претпоставам дека има начини се тоа да се докаже или не. Меѓутоа кажува многу само по себе. Кажува и потврдува принципилноста за која што збориме неколку пати во текот на емисијата. Ние измина малтене деценија од кога како и општински комитети како партија излегове јавно на пресконференција, беше каде што кажавме дека било кое прашање за почиста поздрава по урбана животна средина е подеднакво важно за нас како и било кое прашање од национален интерес. Тоа беше една силна заловжа, потоа со многу активности кои што тоа е правилен пристап апсолутно. Во таа насока и обстоевме на истиот и во таа насока градоначалникот за заменување беше свесен на нашите ставови. Истото беше кажано и во разговорите или во активностите што ги имавме, бидејќи Гром имаше 2 советники во преходниот мандат. Но вие му обезбедивте победа, тоа е вистината за 2021. Но беше јасно. Тука не станува збор за... Му беше многу јасно на што ние се залагаме. На самите локални избори, истиот градоначалник излезе јавно и кажа, знаевме на што сгрешивме, нема ги повториме грешките. Така, не беше таа поддршка безусловно. Бланко, условот беше дека ние, нашите постулати на кои што ни почива програмата и делувањето во општината ќе бидат поддржани од негова страна. А тоа значеше во тие моменти, бидејќи довербата во урбанистичкото планирање во Карпош падна на пониско ниво од довербата во комунална хигиена, што е денеска, например. Во тој случај рековме, додека се работат чекори со кои што ќе се врати довербата на граѓаните во урбанистичкото планирање, од оваа страна на Варда нема да дозволиме ниту една нова зграда, тоа не е нашиот став. Евентуално можеме да размислуваме за чекори од другата страна на Варда и обстојуваме до денеска на истото. Затоа и го велиме, се идеме чекор плюс, земајќи одговорноста комплетно со формирање на јавно предпријатие кој што ќе ги изработи дуповите. Иначе, за колку е специфична оваа тема во однос на ова и зошто се наоѓаме во ваква ситуација, можете да видите кој ги финансира истите изработката на тие дупови. Сега може да финансира општината, но од овие 45-6 колку се во тек што му се во општина Карпош дупови, ќе видите дека само еден од општината, сите други се финансирани од приватни инвеститори. Логиката на нештата кажува, па се разбира, приватниот инвеститор ќе го финансира не сефтини, ќе го финансира првично грижејќи се за неговиот интерес. И тука се доаѓа до моментот чиви интереси застапува општината. Точно, можеби одредбата законска некогаш била донесена преди се во насока на излегување во пресет на помалите општини кои што се во понезавидна финансиска состојба, но овдека веќе ни произведе серија на работи. И кога вие ќе се соочите, ја го сакам делов со зонското паркирање или катната гаража или градинката или школото кој што треба да се направи,
вие доаѓате до блокада од актуелната локална самоуправа, каде што ви вели, не, првен мора да пројде зграда, да може да се направи истото. И тука дојде тоа препокување со другото. Со формирањето на карпош план тоа ќе биде надминато. Иако и законот го изменивме, веќе се направија серија на измени каде што иде тешно за објекти од јавен интерес, како што се градинки, школи, болници, катни гаражи, нема вакви пречки, но сепак ете, он избра да манипулира со такви настапи. Не е ни важно. Она што ни е важно дека имаме решение и дека на тоа се става крај. И за тоа бараме целосна поддршка од граѓаните и јас сум уверен дека ќе добиеме, бидејќи во целиот тој процес од овие години не бевме само ние сами. Соработувавме со сите, вклучително и со повеќе здруженија на граѓани, оние опции што ги поддржуваат за подобра почетна животна средина, добар дел се од нив и советници, имавме добра соработка. Има добар дел на амандмани кои што ние ги браневме во собранието, ги предлагавме во општината, имаме навистина коректни и квалитетни комуникации со истите. Добар дел од тие амандмани сега ги опфативме во самата програма, бидејќи знаете кај во мора да помене така, ние можеби имаме отпор додека нешто се сложиме дека треба да се направи, но ако веќе го ставиме програма, тоа ќе биде реализирано. Така да имаме доволно точки во вториот круг да бидеме сконцентрирани на она што не обединува, на она што не е заедничко, а тоа е во најмала рака вака сублимирано подобро утро, а да биде подобро утро треба да биде тргната ова картелско здружување на предводено од актуелната локална власт, СДСМ и градежната мафија. Картелско здружување, интересен назив. Господин Стефчо Јакимовски му одговори на премиерот во еден момент, повторно преку тие кратки видеа, прашање одговори, отприлика тоа звучи. Сега да ги коментираме сите поред, помалку ми е и неуместно. Имаше еден момент каде спомнуваше конкретна една личност, господјата Анета Марковска-Чинам, која што му било барано да ја врати на работа, иако тамо се работи, потоа и господјата само објасни за судски процес кој што го добила. Се го доби, имаше. Едноставно морала да биде вратена. Да се врати, така е. Да. Меѓутоа, ако земете една изјава и ја сецкате на парче и од незе само влетувате со коментари, ако некој не разјасни, може да речете, аха, тука има... Типично е за градоначалникот за заменување, па и неколку негови представници да осведуваат ударите на лична особа, на ниски удари и така натаму, избегнувајќи ги овие што се како начела или дали е реализирана програмата, дали се направени проектите, на сметка на тоа да се нарече конкурентот СОТЕ. Сега го земам како пример лошо. Сакам да кажам дека нема да спаднеме на тоа ниво, никогаш нема да го направиме. Нашата цел, нашиот фокус, ви го кажавме. Анета помина пекол еден со серија на административни, правни издели и така натаму и ја доби правдата што и беше, односно неправдата што и беше нанесена претходно. Тоа мораше биде постапено, нека му служи на чест што така постапува, тоа се неговите гревови, а ние со граѓаните со подобри решенија, подобри проекти кои што ќе бидат поддржани истите и ќе му го нанесат најголемиот пораз до сега и се верувам дека додека биде пензиониран политички ќе може да си размисли за овие моменти дали требал да ги каже или не. Инсистирате на вашата програма и тука апсолутно се согласувам, за тоа треба да се фокусирате. Бидејќи има отчетност. Така, меѓутоа мене ми е специфичност, јасно ми е, но специфичен ми е противникот, ривалот во случајов и затоа току инсистирам на овие ситнури би ги нарекол, начинот, вие ворете, начинот на кој што тој функционира, вие одбивате да одговарате на истиот начин. Тоа е дефокус. За што збориме? Што ќе донесе подобро ако влеземе ние во сега во дискусија и разобличиме лагата негова комплетно во однос на една личност што директно ја нападна. Не ќе го искористиме времето да укажеме, да побараме можност како да сработиме, како да покажеме и како да докажеме дека овие негови спинови се всушност само обид да прикријат неговата неспособност, нереализација, неисполнителност, како сакате наречете го. Впрочем, само спинови и северен. И затоа и реков, ќе се вратам на почетокот. Во овој круг, во вториот, имаме можност за референдумско и потреба за референдумско изјаснување. Тука веќе дилеми и калкулации нема. Или ќе застанеме сите цврсто за се променат работите на подобро и потоа сите заедно ќе оследиме процесот, ќе го контролираме како ќе се движи, Сотир се обрза, има енергија, има и знаење, има искуство, има желба, има советнички тим кој што ќе биде позади него, има сериозно мнозинство во советот кој што ги поддржи тие напори што ќе ги направиме, имаме желба да соработка од градот,
цврсто разбирање од целиот градоначалник Корсија Ѓорѓевски и се разбира посветеност од владата да излезе во пресред на локалната самоуправа. Само да ви кажам, во контекст на ова што го рековте, да не мислите дека сакам да избегнам од истото. Лични напади имало во континуитет од негова страна. Но сите ние, па и јас лично бев силно се заложив што е можно повеќе средства да се одобрат по однос на унгарскиот кредит што вели, односно првиот и вториот повик што беше опуштен од што беше пуштен од владата, со кој што се финансира сите тој што е. Така е, бидејќи тоа се проекти за сите наши граѓани. Жал се одобри 11 милиони во вториот, во првиот малте не беше испушен пошто не беа спремни. И се уште не се. Да имаше локална власт која што е спремна со проекти кој што ќе можеше да аплицира, ќе земеше уште и повеќе. И во таа насока ќе се движи без оглед кој е од другата 11 милиони да му дајте на политички ривал не е малку. Доколку ги реализира за доброто на граѓаните, политиката е едно, но она што е реализација од страна на граѓаните. И затоа и кажавме, ние само бараме можност да после година, 2 или 4, во истото ова студио, пред истите тие граѓани, да излеземе со отчет со што не е сработено, а ја верувам дека ќе се гордееме по промената за краток период и ќе бидат граѓаните сведоци на една поинаква општина, на една поинаква локална власт, на еден поинаков градоначалник, на еден поинаков совет, исто така кој што ќе работи исклучиво и во полза на граѓаните, на реализација на нивни проекти. Ќе има проблеми понатаму, но ќе имате и градоначалник и совет кој што има целосен слух за потребите и проблемите на граѓаните, кои што ќе се теколно ќе се решаваат вод. А нема да се бидеме сведоци на лични напади, ниски удари со цел да се скрие нивната неисполнителност и секогаш да бараме некој друг да биде крив. Не може да биде крив, кажав и од почетокот, ние ќе имаме структурирана локална централна извршна власт и сите со желба навистина да направиме разлика со кој што граѓаните ќе бидат сигурни дека го направиле правилниот избор во недела. Ова е фер пристап и уште еднаш ќе се задржам во овој дел. Доколку сакавте, вие како партија генерално или воопшто и на индивидуално, можевте до бескрај да ги злоупотребувате две точки. Едната е фактот дека господинот Стефче Кимовски е на црната листа на Соединетите американски држави, а втората е дека има пресуда од суд, додуша таа е првостепена, ќе видиме на апелација како ќе пројде, меѓутоа има објективно пресуда од 3,5 години затвор чинам. Јас навистина во цела оваа кампања може би очекував, може би сме разговарале со луѓе да и дадете повеќе на важност на оваа тема, но не. Вие држите буквално се држите на дистанца од неа. Не станува збор за дистанца. Господинот Стефче Кимовски само рече дека тој е осуден. Не, тој тврди дека е осуден или бесправно затоа за некое тамо нешто што беше, дека сето тоа е наместено од ВМРО, не знам како ВМРО го наместило, но вие не апсолутно со ова правосудство ВМРО нешто да намести е навистина тешко да се верува, меѓутоа не ја употребувате или злоупотребувате оваа фактичка состојба во кампањата воопшто. И тоа оди да не речам на ваша чест, меѓутоа е така. Ме посетивте сега на една средба, поминавме малте на секој дом, 18.000 домаќинства ги посетивме сега во кампањата. И вака на врата имавме со господин од постарата генерација помнство искуство, кај што истото согледување го имаш или насока века, зашто не го кажете тој е криминалец од тапија, лудирајќи на пресудата. Јас само ќе напомнам дека Карпошани имаат карактеристики кои што се одликуваат. Секоја општина си има своји карактеристики по кои што се прави, но Карпошани ќе укажам на неколку. Например, имаме најголем процент на високо образовани личности. Имаме најголем број на уметници, имаме најголем број на вработени така натаму. Јас се гордам со своите сограѓани и многу им е јасно со каква состојба сега се соочувам и затоа и кажав и толку сум уверен кога велам дека не се неизвестни, крајно се известни изборите во недела. Јас сум уверен дека граѓаните Карпош ќе го направат правилниот избор. Граѓаните на Карпош знаат зошто е на црната листа. Знаат дека е за урбанистичко планирање, можеби единствен во светот. Дека некој правил криминални активности, односно Соединетите американски држави се сомневаат дека некој правил криминал поврзан директно со урбанистичко планирање, кој што прави штета на општеството и може дори да ги загрози нивните интереси. Тоа ВМРО го известува, претпоставам. Не. Се шегува се разбира, да. Многу се свесни.
Не е ова вчера, пресудата и постапката траеше многу години, знаеме дека се однесува за истата работа. И ја неќам да си ги потседам своите граѓани, може он да ги потседи, можеби со однесувањето дека ете така, дека ВМРО му го сместило тоа или го направило, кога знаеме во кој период беше почната постапката, кој беше текот и кога беше донесена пресудата. Ќе видиме, ќе почекаме и одлуката на апелација кој ќе биде, дали ќе биде правосилна или нема да биде правосилна. Ние сме легалисти, повторно ќе имаме принципиран контекст. Не би сакал да го правиме жртва по ниту еден основ. Ете, лесно може да се прогласи за жртва, како судството, ние ќе се стрпиме и ќе почекаме одлуката на апелацијниот суд, а правосилноста на истата таа пресуда, знаете што предизвикува таму. Морам уште една работа да спомнам. Има една улица во Карпаш, вие сигурно ја знаете, јас сега ќе ми простите, не го знам името, не го запаметив. Имам впечаток дека Стивче Кимовски повеќе пати оди на една иста улица, на која што покажува дупки. И крив му е министерот. И тврди дека е виновен министерот за Александар Николовски, вице-премиерот, затоа што некои пари од Светска банка и навистина ова малку делува и потценувачки го граѓаните. Па напред ја улицата, мислам како да ви кажам, на толку зборување можеше да седи да ја направи улицата која и да е. Треба да прашаме зошто служи таа улица и зошто толку улици, пошто имам уште неколку други понезавидна состојба кои што се можеме да го кажеме сега, но зошто токму таа? Зошто му е токму таа толку важна? Направиме, да видиме. Ќе видите таа улица, дека е суштина сервисна улица за предвидено едно бетонско чудовиште на еден негов близок пријател, каде што станува збор за 20 на милиони евра, доколку се развие површината на градба. Каде што граѓаните на истата таа улица малте не штрекува. Ме разбирате? Тоа е пристапот. А дали е тоа вистински или не, ќе видиме за ова што го кажавте преходно. Вие, доколку имате вице-премиер, кој што бил силно во една влада, кои што се заложиле за подеднаков пристап кон сите општини, и вие доколку му одобрите истиот тој градоначалник 11 милиони евра за реализација на серија на проекти, најголемиот дел од инфраструктура, и сега вие ќе му правите проблем за една мала уличка од 100 метри. Тоа е сервисна улица која што треба да има пристап до ново предвидениот објект, за кој што имавме сериозни активности, тој дуб беше спречен. Еден од тие многуте за кои што не открива. Тоа е приказната со уличката. Иначе, вие во тие 11 милиони евра ќе најдете секаков тип на проекти. Имате водоводи, имате канализација, имате градинки и така натаму, да не ги редиме, ќе бидете сведоци сите со следната локална власт, со нивната реализација ќе бидете поканети на пуштањето свечена употреба. Добро, ве држиме за збор. Уште едно прашање. Вие зборувате за коалиција со народот, ако така смеам да кажам, со граѓаните на Карпаш конкретно. Меѓутоа, СДСМ во оваа приказна воопшто не влегува во вториот круг, како што впрочем не влегува на многу места. Колку може СДСМ да одигра во случајов, да одигра во наводници велам, во насока на ривалот на господин Цотил Дукрузи. И колку може левица тоа да го направи? Таму постои, вие постојано зборувате како партија дека постои една подземна, ајде да речеме, коалиција, непринципиелна, значи не е објавена, најпросто кажано, меѓутоа функционира меѓу неколку партии и ова што вие го нарекувате картели. Може ли таа коалиција кога би им се споиле сите коцки навистина да направат пресврт? Ја би сакал веднаш да направам јасна дистинкција помеѓу овие актери што ги наведовте, а беа активни во Советот и преходно меѓу СДСМ и Левица. И покрај тоа што половина од советничката група на Левица се оддели од ДИВ, па отидоа на друга страна, но веќе направам дистинкција. Зошто? Веќе сега сама слепо стоеше од првиот ден. Си се пронајдоа. Од оној момент вие кога рековте кога се разотутиовме, ние застапувавме едно, не најде кај нас простор за истото, си го најде во СДСМ. И тие се цело време континуирано 4 години. Ја не знам дали имаат повеќе од 30 минути тотално говор во Советот. Проверете ги, јавни се снимките. Тоа значи се поддржува се една од нашите заложби која што се реализираше, не беше само наша, заеднички направивме со независните, која што се реализираше баш за јавното сцене на седниците. Ако имаат повеќе од еден половина час тотално говор во овие 50 на седници колку што има од страната СДСМ, тогаш ја ќе се извинам. Но не е така. Си влегува со рацете дигнати со два прста на сите планови на градоначалникот и ги бараа начин како да практично да ги Па ако не дискутирате тоа значи дека согласувате априори така тоа. Бланко има поддршка од СДСМ кон Стефчо.
Втората страна беше каде што во добар дел од нашите заловжи, нашите настапи, нашите иницијативи беа поддржани директно или индиректно и од независните и од левица, што е право, мора се признае. И на тоа и јас и алудирав претходно, дека имаме ние заеднички точки околу кои што можеме лесно да изградиме заеднички пристап, но тој пристап и за сите понатамошни чекори на реализација на она што се го дискутирале и во Советот, и во настапите други што биле, мора да отпочне со јасна и недвосмислена порака дека сакаме крај на ова постоечкото, а тоа може само со излез и казнување на актуелната локална власт, односно давање можност, давање шанса на новата локална власт, новите промени, новата енергија, новиот дух предводен од Сотир Лукровски и ВМРО ДПМН. Затоа и реков, лесно ќе се најдеме доколку се искрени во нивните декларативни заложби. И затоа уште еднаш ќе нагласам, седењето дома не е избор, односно не е правилната одлука, бидејќи тоа е одлука со која што на некој начин индиректно се поддржува било кое друго непринципилно однесување кој што бевме сведоци во првиот круг помеѓу СДСМ и градоначалникот во заменување. Колку е силно влијанието на овие инвеститори, така да ги наречам, во целата приказна? Разговараме за луѓе кои што поседуваат милиони, објективно, луѓе кои што имаат моќ финансиска, а со самото тоа би можеле да имаат политичка. Колку тие би можеле да допринесат во насока на... Значи, не станува збор, не е кривицата кај инвеститорите. Тие бараат начин да заработат. Ако Драган сака да направи нешто, тоа не е крив ако му дозволи се тоа да го направи. Или исто така што го спомнавме претходно со комунална хигиена на почетокот на емисијата што почнавме. Нема интенциите, да, некои се казнуваат и така натаму, но генерално функционирањето на локалната самоуправа е таа што ќе отвори или ќе ги затвори можностите за размислување каде што друго ќе направи. Не е дека развојот по дефиниција е лош, но треба да се развиваме во насока на подобрување и задоволување на јавниот интерес. Зашто не говориме колку нови зелени површини ќе бидат направени. Сега не знам уште колку време имаме од емисијата. Ние се струдевме во програмата еден од носичките проекти да не бидат, например, имаме најголем во поновата историја парк 10-20 што ќе биде по течењето на реката Лепена, со многу содржини таму, со ботанички градини и така натаму. Исто така се трудевме да направиме повеќе, да исполниме повеќе работи од јавниот интерес со еден проект што ќе биде незван, например Карпаш Хајкик Делта. Тоа ќе биде практично водно да го спасиме од урбанизација и од бетонизација, да направиме еден сериозен проект кој што ќе опфати километри од велосипедски и пешачки патеки, ќе опфати Летниковци, заедно ќе го правиме во еден транспарентен, инклузивен процес, тоа Сотир неколку пати го нагласи, ќе ги повикаме сите здруженија на граѓани, сите активисти, сите што го фатуваат да извлечеме максимум, да добие бенефит јавниот интерес, при тоа да го заштитиме водно од понатамошно ширење. Ќе засадиме околу 10.000 нови дрва и тоа е во контекст, тоа се 3-4 точки кои што ќе бидат од подолжината на Карпаш, што ќе идат до Македонско село, а имате предвид дека градоначалникот Георгиевски го вети дека ќе имаме и продолжување на жичарницата со третиот фаз. Така да се трудиме со еден проект да задоволиме што е можно повеќе страни, да видиме како можеме да го подобриме секојдневните на граѓаните и ги заштитиме оние верувања во кои што стоиме. Со паркот 10-20 планирано е да имаме и картинг патека со европски стандарди, првата година да имаме балканско првенство, втората година да имаме европско првенство. Чисто како за Луција. Ботаничка градина, исто така огромни пешачки велосипедски патеки, игралишта и така натаму, огромен потек е. Практично што ќе имаме од тој потек преку тие 500.000 квадрати што доаѓаат, преку пешачкиот мост во Карпаш и имаме зелена зона, малтене се поврзува со градскиот парк. Едно сврталиште кој што ќе не само што ќе нуди можност за спорт и за рекреација, туку ќе даде можност и за развивање на тој дел од градот кој што сега е неразвиен. Вие ако имате такви услови, се разбира дека ќе има и интерес, па и градежите инвеститори, вие што кажувате, не мора да бидат секоја згради, може да бидат прекрасни објекти за индивидуално домување, за кои што би биле со поголема вредност отколку вака со зградите. Значи не станува збор. Хуманата урбанизација е концепт за кој што треба многу повеќе време да збориме.
Ние бевме насочени како да вратиме довербата на граѓаните во урбанистичкото планирање воопшто. А за тоа се направи ќе треба се пресечат состојбите. Граѓаните имаат сериозна недоверба во... Апсолутно, да не ви посочувам бројките што се нанатат од испитувањата. Затоа треба да се соочиме директно со проблемот, да се најдат решенија како што ги понудивме и за паркирањето, и за спортот, и за културата, и за движењето, и за сообраќајниот метеж. Имаме секаде решение, имаме секаде разбирање, имаме секаде поддршка. Финансиските конструкции најголем дел од нив се обезбедени. Има ли пари, има средства за сево? Обезбедени се за сите, бидејќи се реални. Бидејќи се реални, некогаш не треба многу пари. Ја бев еден од најголемите противници, ја се радувам што и новата постава на Советот и нашиот следен градоначалник Сотир Лукровски истото во истата насока размислува дека не може оправдувањата да бидат дека не поминувале дуповите, затоа немало пари, затоа не можел ништо да направи, што е малку наивно. Особено за некој чија политичка кариера следиме некој подолг период и особено во компарација со другите општини во градот Скопје предводени од градоначалници на ВМРО ДПМН, каде што исто така соочени со исти или слични проблеми успеаат да реализираат резултати и гордо да искочат пред граѓаните и да се победат уште во првиот круг. Ниту има повеќе пари, ниту има, не знам... Апсолутно. Предизвиците се, не се ние остров, може би имаме некои карактеристики со кои што се отскокнуваме или се препознаваме во однос на другите, но тука сте ние сите на истиот момент и затоа развојот на градот е толку важен. Затоа и се толку важни проекти што ќе бидат реализирани од страна на Орсе Ѓоргиевски, да бидат комплементарни во координација со локална власт предводена од ВМРО ДПМН. Имавме во истиот настанка што беше обраќањето на претседателот Христијан Мицковски, беше и обраќањето на Орсе, кај што укажа, ја вика со ваков човек не можам да работам со Стефчо. Не можеме да се најдеме кога вие наместо за проекти сакате да зборите на некои лични основи. Ќе добиете да не е натиска само од помалата општина кон градот. Сосема за крај, ова прашање е одговорено, но еве да не испадне дека не сум ве прашал, се инсистира упорно на некаков еквивалент на Белград на вода, Карпош на вода. Има ли тоа врска? Значи, тоа нема никаква допирна точка со реалноста, но добро е да го разберете сплетот на манипулации. Бидејќи се инсистира упорно на тоа. И што сака се направи тој шум во социјалните мрежи, некој што сака злоупотреби од ништо. Тој потек за кој што го кажуваат, сега е запуштен тотално и нашиот пристап и пристапот на господинот Лукровски, а ќе бидете сведоци сите веќе за 2 години, беше тоа да се подсреди, искористи еден збор тогаш да се раздели, тоа значеше да се исчисти, да се натампки, да се направат зелени површини, евентуално некој игралиште, некои содржини кои што граѓаните ќе може да уживаат наместо сега да се плашат како што таму поминуваат. И од тоа беше изведено направено приказ дека таму ќе никнат не знам 100 згради со огромна површина и така натаму. Таму не може да никнат 100 згради, барем за 20 причини што можеме да укажуваме, но можам да укажам на една причина каде што исто така бевме доследни 10 години, а тоа е криминалот што се случи во Канцер паркот. Исто така од еден градежен инвеститор, многу близок со актуелната локална власт, се уште дори и сега направија слична работа со одложувањето на отпадот, но тоа во друга прилика ќе го продискутираме. Каде што се уште стои, еве ја повторно ќе кажам, ниту сум се откажал, ниту ќе се откажам, тоа таму дека имаме ризици од екоцид и покрај моментот што направи што беа загрозени бунарското подрачје Нерез и Лепенец, беше направен и сериозен финансиски криминал за кој што органите треба да го испитаат. Ја ќе останам доследен истото и да потсетувам во јавноста, а да и потсетувам и органите, бидејќи отворија предмета, некако предметот застана во обвинителство. За жал често пати тоа се случува, овдека ни истекува времето. Пратеник Тони Арески, ви благодарам за гостувањето. Благодарам уште еднаш на поканата и се надевам дека следната година веќе ќе можеме да збориме за реализација на проектите наместо да изговори. И да, овдека завршуваме со ова издание на Заспи ако можеш. Утре во 15 часот се разбира репризното издание. А јас ви закажам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.